Како привршува кампањата, така Социјалдемократскиот сојуз е понервозен и се служи со се пониски и подрски монтажи, фалсификати и манипулации. Знаат дека ќе ги изгубат изборите, во очај и во паника се. Во минатите денови со документи и докази го потврдивме фалсификатот кој Заев го презентираше на јавноста од извесен Загорец Тумбовски. Но СДСМ не застана таму и не се извини, туку продолжи. Замислете, аболицираниот за криминал од над 8 милиони евра Зоран Заев на помош во кампањата го повикал осудениот за криминал од Врховниот суд Загорец Тумбовски. Ништо друго од СДСМ и не можеше да се очекува. Нека продолжат само така. Граѓаните ќе видат каква партија е Социјалдемократскиот сојуз. Загорец Тумбовски е осуден за фалсификување документи, за перење пари и за даночно затајување од страна на Врховниот суд во време додека ВМРО-ДПМН е на власт. Нормално е дека ниту тој ја сака ВМРО-ДПМН, ниту Зоран Заев. Овие двајца би биле најсреќни да не се спроведува законот, да не се бркаат криминалци, за да може и тие двајца да работат како што работеле претходно, а да не одговараат за тоа. Овие луѓе би биле најсреќни ВМРО-ДПМН да не е на власт, за тие да си ги продолжат криминогените шеми од минатото. До каде дојде Социјалдемократскиот сојуз? Подолу од дното. Користат изјави на лица во бегство осудени за криминал. Тоа зборува за очајот и незнаењето. Нема воопшто да се изненадиме ако побараат помош со изјави и од Бајруш Сајдију, Мадам Пепи, газдарицата на Фиком и слични осудени за криминал. Сите тие имаат причина да бидат против ВМРО-ДПМН. Сите тие заедно со Заев би биле среќни да не се спроведуваат законите во Република Македонија. Се здружиле една дузина осудени, гонети и аболицирани за тешки криминали од повеќе милиони евра и монтираат, фалсификуваат, лажат и бегаат. Тоа нема да помине кај граѓаните. Граѓаните на Македонија знаат кој е чесен, кој работи макотрапно, а кој со лаги и фалсификати се обидува да се приграби до власта. Заев вчера избега да даде одговор на многу значајни прашања, но ние повторно го прашуваме. Кој го фалсификувал документот? Тој лично или заедно со осудениот Загорец Тумбовски? Каква соработка имале во минатото Зоран Заев и осудениот Загорец Тумбовски? Дали СДСМ му ветил помилување на Загорец Тумбовски, кој е осуден од страна на Врховниот суд на казна затвор од 6 години за фалсификување на документи, перење пари и даночно затајување, за да ја лаже македонската јавност? Како е возможно човек што претендира да биде премиер да се здружува и да одработува заедно со лица осудени од највисоката судска инстанца од Врховниот суд на Република Македонија? Има многу прашања на кои Зоран Заев ќе мора да даде одговор. Фрлајки со кал по другите, не гледа дека сам се попрскува со таа кал. На граѓаните им е доста од монтирани и фалсификувани случаи. Тоа го гледа додека СДСМ беше на власт, заедно со грабежите во Македонија. И овој пат граѓаните ќе знаат да застанат зад својата држава и зад спроведување на законите во Република Македонија. Ви благодарам. Дали има прашања? Повелете. Најавите да приложите инфекцијални документи во однос на тоа што СДСМ го откри за имотите и така. Нешто денеска за тоа? Да, ги има на имотни листови на катастар, ако сакате после пресуд ќе ви ги покажеме и ќе ви ги поделим. Значи тоа се јавно достапни информации, СДСМ располага со имот во вредност, по пазарна вредност од повеќе од 5 милиони евра. Имаат 1669 квадрати во центар на Скопје, имаат близу 2700 квадрати парцела во центар на Скопје, имаат деловни простори од по 500 квадрати, од по 400 квадрати во Битола, во Ресен, во Кавадарци, во многу места. Со тоа што тој имот на СДСМ е наследство од Сојузот на комунисти, а е граден од заеднички пари на сите граѓани во поранешната држава. Ние вчера го прашавме Социјалдемократскиот сојуз кога Социјалдемократскиот
Сојуз ќе биде спремен тој имот кој што е наследство од претходната држава, односно од Сојузот на комунисти, да им го врати на граѓаните, заради тоа што сите граѓани во Република Македонија на некој начин со своји средства учествувале во создавањето на тој имот. Како коментирате изјавата на Тачи дека со еден пратеник тој сепак ќе биде дел? Немаме коментар. Повелете? Имате по индивидуален разговор со лицето Загорец, Туповски на Телма, изпратихте сообщение во кој изразувате сомневање во неговиот реакција, во неговиот идентитет, да мисле уште се сомневате дека тој глас му припаѓа на вистински. Јас не го познавам лицето и не можам да тврдам дали е тој или не е тој, но на вистина огромна дилема е дали лице осудено за криминал, посебно за фалсификување документи, за перење пари и за затајување на данок, е релевантна личност која што може да биде земена во предвид за да се изгради јавно мнение. Тоа секако е одлука на секој медиум, ние го почитуваме, но во исто време и го кажавме нашето мислење. За нас е многу нормално лице кое што е осудено, односно за кого што е поведена кривична постапка во време додека ВМРО-ДПМН е на власт, да биде против ВМРО-ДПМН. И ние немаме против тоа. Човекот се чувствува загрозен заради тоа што Министерството за внатрешни работи ги открило криминалите, ги процесуирало до надлежните судски инстанции, судските инстанции си одлучиле. Тој човек има причина да биде против ВМРО-ДПМН. Сигурно дека би бил посреќен кога не би било така. Но таквите лица секако дека не може да се земат за сериозно. На крај на криштата тој од Врховниот суд е осуден и за да плаќа оштета спрема оштетени лица. И тоа во огромна висина од средства кои што државата не може да ги наплати заради тоа што нема евидентиран имот, а во исто време се расфрла со одредени суми. Така да целиот случај од документот до сето тоа е практично една очигледна добро уиграна, фалсификувана и монтирана приказна, која што е во последните денови од кампањата, немајќи се да само што да понудат, треба да биде некаква закачка. Ние сме сигурни дека граѓаните знаат да препознаат и знаат да направат разлика, кој гради, кој создава нови работни места, кој привлекува странски инвестиции, кој инвестира во здравството, во образованието, а кој се служи со овакви монтажи, фалсификати само и само да се приграби на власт. Дали има други прашања? Испостави дека не е толку тешко да се пронајде каде или да се контактира со него, дали достига побарана екстрадиција за да ја одлежи? Не знам, тоа ќе мора Министерството за внатрешни работи или надлежните судски инстанции кои што треба да побараат. Може би било добро еве вие како телевизија Телма, ако имате информација, бидејќи лесно сте стапиле во контакт со него, да помогнете и да доставите информација до надлежните институции како сте дошле до него, или исто така ние го повикуваме и господинот Зоран Заев покрај вас да доставите таква информација, односно и тој и вие ако имате таква информација да ја доставите до надлежните органи. Сепак Врховниот суд пресудил дека овој човек фалсификувал документи, затаил данок, перел пари, а тоа го направил на штета на сите граѓани, вклучително и на нас, и на камерманите овде присутни, и на вработените во Телма, и на луѓето кои што се работат во земјоделие, така да ако било кој, вие или СДСМ има информација каде се наоѓа човекот и како би можеле органите да стапат во контакт со него, би било добро таа информација да се приложи. Благодарам.